Добре, криптоентусијасти, како и секој викенд, гледаме да организираме втор дел со вести, каде што ќе објасниме нели сето она што се случува преку викендот, најчесто затоа што утврдиме дека едно видео не е доволно за вести, со оглед на фактот дека имаме многу делови од фундаменталната анализа кои што ги промашуваме, доколку го правиме само еднаш неделно, како што може да видите и сами. Така да поради оваа причина гледаме да направиме уште едно видео во текот на викендот како што е ова. Со тоа што уште еднаш ќе најавиме дека нели во текот на недела треба да снимиме подкастот со Никола Криптомуабети, ќе разговараме за генерално портфолија, кој какви има, што планира понатаму да додаде во нив во однос на криптовалути нормално. Тоа ќе биде отприлика темите, очекуваме да видиме дали уште некој ќе остави некоја тема во предлог. Знаете и сами, значи основниот пол за ова може да го најдете на Криптовалути Македонија, каде што вие како наша заедница гласате за тоа што би сакале да гледате, како и може да додавате ваши предлози, а ние ќе избереме што тоа е најприфатливо и што е нели најреалистично за подкаст и ќе го разговараме во следниот заедно со Никола во Криптомуабети. Додека во меѓувреме, кај мене на каналот на Крипто Гемиџија може во Community табот да погледнете уште еден пол, кој што се однесува на последните 3 теми за кои што би можеле да направиме видео во овој период, а тоа е првенствено за значи каков импакт може да има она дистописко општество кое што се обидуваат да го изградат со Social Score, Digital ID и CBDC заедно. Втората тема е CBDC, односно каков е моменталниот напредок и кои се моментално, да речем, државите кои што водат се тоа што се случува во однос на CBDC, затоа што верувале или не, CBDC е онаа паралелна технологија која што се развива со крипто блокчейн технологијата, која што е од истиот корен, но цели кон централизирање и кон целосна контрола од државите. И третото видео е нормално анализа на коин, со тоа што знаете и сами од прилика, значи она што ви го покажа во Polygon, видеото кој што може да го погледнете вчера, беше буквално како прилика изгледа една анализа на коин, каде што може детално да видите сето она што мора да го превземете со цел да бидете сигурни дека фундаменталната и техничката анализа, како и токеномијата и децентрализацијата на одреден токен се прифатливи за да биде дел од вашето портфолио и на тој начин го осигурувате вашиот капитал. Сега, тоа е во однос на тоа што планираме да работиме во следниот период. Нормално може да ни помогнете со тоа што ќе гласате на моите, како и на оној пол кој што го имаме на Криптовалути Македонија, и на тој начин ќе знаеме кој редослед би сакале да ги гледате стварите. Сега, да почнеме со СЕК, односно Комисија за харти од вредност во Америка, која што моментално се сврти против Proof of Work, Proof of Reserves. Ова е практично моменталната ситуација со која што Binance и останатите менувачици се обидуваат да покажат на нас како инвеститори, значи соодветна како да кажам, значи да покажат кои се уствари средствата кои што ги држат, на тој начин ние како инвеститори да се осеќаме комотни и да се осеќаме сигурни со оглед на фактот дека во секое време можеме да ги провериме овие новчаници и да видиме дека средствата на Binance се уште таму нормално, посебно после самиот колапс на FTX. Секој од нас како инвеститори сака да има сигурност што може поголема кога станува збор за инвестирање на собствените средства. Значи да напоменем уште еднаш, поголема сигурност не може да има од тоа да имате self-custody, односно да имате практично старателство врз самите своји средства, да не чекате некој друг да ги обезбедува во ваше име, како што е криптоменувачица банка или што и да е, но во исто време моментално, значи ова е интересна работа со која што Комисијата за харти од вредност вели дека не треба да се верува на компании како и на овие Proof of Reserve направени ревизии. Верувам дека ова е многу поврзано со тоа што самата компанија која што веќе ги имаше направено овие ревизии на Binance, на Crypto.com и на OKX ги повлече и престана да го работи тоа. Значи наеднаш никаде испаја значи Комисијата за харти од вредност и единствениот начин на кој што може да се даде во овој момент, значи Proof of Reserves, односно да се даде она средство кое што моментално го користеа менувачиците со цел да покажат дека навистина има транспарентност и да ги имаат овие средства постојано во волетот, значи испаѓа Комисијата за харти од вредност и вели дека ова не е доволно, дека ова не е веродостојно. Значи, ако испаѓаат оние големи компании кои што се задолжени за сметководство и за ревизија и кажуваат дека се, со оглед на фактот дека истите не можат
туку така само да дадат одобрение, значи знаете и сами дека кога сметководствено или книговодствено биро, да речем во Македонија, ви дава потврда за тоа што се случува со вашите финансиски средства, истиот влегува во ризик дека тоа што го направил како работа, да провери дека тие средства се навистина прокнижени како што треба. Значи, он буквално влегува со ризик затоа што тој е тој што тврди дека се е легал. Така да, ова што го кажува секе жива глупост, но како и да е, имајте го тоа пребит дека моментално Комисијата за хартија од вредност ќе се бори против овие средства. Од друга страна, и ги разбирам со оглед на фактот дека се обични мивки платени од банките, значи ова е начин како да си одработат за тоа што се платени, односно ова е транспарентен начин на кој што моментално менувачниците се обидуваат да покажат на своите инвеститори дека се веродостојни, значи дека едноставно можете да ги инвестирате вашите средства и во секој време може да гледате дека овие средства се таму. Додека со ова, нормално, ако ова се уништи, ако ова, да речеме, не е доверодостојно, на тој начин СЕК ви кажува дека крипто не е веродостојно, дека не треба да верувате во крипто. Не. Значи, крипто нема никаква врска со самите менувачници. Секогаш постојат, што велат, bad actors, значи лоши луѓе, без разлика во која ситуација, без разлика во кој бизнис, така да е сосема нормално тоа што се случува, затоа што ова не е првата менувачница што паднала. Можеби на оние кои што се нови на пазарот, тоа има многу страшно, но ако ги проследите по своите bear маркети, може да видите дека многу вакви менувачници пропаднале поради несоодветна грижа, дали од да речем аспект на сигурност, каде што биле хакирани, или пак од аспект на тоа што оние кои што биле одговорни за овие средства направиле некоја глупост и дошле до ситуација во која што немале доволно за да ги покријат средствата кои што биле инвестирани во самите менувачници. Така да ова не е ништо ново и ова што моментално СЕК го прави е само одработување за банките кои што се обидуваат со последни сили да го задржат оној примат на финансиски ајкули во светот што наскоро ќе го немаат. Значи останува само уште малку време. BNB, моментално BNB, односно Binance Chain-от, значи ова е уште една интересна работа која што треба да ја покаже дека BNB не оди нигде, дека Binance е многу мала шансата да пропадне и тоа треба на вистина некои големи актери да превземат страшни работи за да се случи. Значи BNB моментално има повеќе уникатни адреси од Ethereum, верували или не, со тоа што овде ќе има и статистика, нормално не може да се направуваат со биткоин, но моментално BNB има 233 милиони уникатни адреси кои што имаат Binance, BNB на самите, додека Ethereum моментално има 217 милиони уникатни адреси, со тоа што ниту една од овие не може да се направува со 1 билион адресите на биткоин, но како и да е, приматот на второ место во број на адреси е голема работа, со тоа што покажува дека за разлика од оно што ние моментално го разговараме дека Binance пропаѓа, ова само ви покажува дека моментално имаме напротив. Довербата во Binance се зголемила со тоа што се појавиле уште повеќе нови новчаници кои што поседуваат BNB. Вие не би купиле, значи тоа е како сега да купите пред колапсот на FTX, вие да купите FTT токен. Тоа е истата ситуација. Значи во оваа ситуација вие ако луѓето очекуваат дека Binance ќе падне, немаше да се случи ова што моментално се случува во последниве, да речем, неколку недели да имате повеќе новчаници на Binance отколку на Ethereum. А знаеме дека Ethereum за ова е доста недостижен кога би го споредиле со останатите коини, но BNB како е коинот на самата Binance е доста голем и доста, да речем, на некој начин има шанса да го завземе дури и второто место, останува да видиме. Се зависи од тоа како истите ќе се покажат во следниот bull market, но како и да е, BNB како коин е многу помалку децентрализиран за разлика од Ethereum, што мене ме отфрла доста од желбата, да речем, да инвестирам во овој коин, а за тоа ќе објасниме овде. Значи, не е само да имате уникатни адреси, например, оно што не ми се допаѓа ке BNB, дека за разлика од Ethereum, значи можеме да прогледнеме во овој дел од статијата, каде што точно објаснува дека моментално активни валидатори на BNB, кои што се уствари оние не е proof of stake, туку имаат поинаков proof of не знам точно како се нарекуваше нивниот chain, значи мислам дека го имам на оваа статија. Сега ќе ги кажам одма, значи овде го имаше на самиот почеток, ако не се лажам. Се нарекува Delegated Proof of Stake, како и да е, основата повторно е POS, односно Proof of Stake, со тоа што моментално имаме само 21 активни валидатори, а ова е статија од 6 декември. Така да, со нивните 21 валидатори, мерено со
моменталните 400.000 валидатори на Ethereum, мислам дека е јасна, да речем, страва од луѓето кои што го имаат за централизацијата која што моментално владее во BNB, иако моментално е дека уште 60 ќе се појават, значи во наредниот период, во наредната година, значи да не можеме да разговараме за 20 до 60 валидатори наспроти 400.000 валидатори, така да во оваа ситуација, значи ова е на самата BNB, гледате, ова е директно од нив фактички вест која што објаснува дека имаат само 21 валидатор, што навистина ја загрозува сигурноста од потенцијални напади на оваа мрежа, како и да е. BNB сепак на крајот од денот е токен кој што моментално е, иако е централизиран, истиот претежно е governance токен на Binance, кој што единствена добра работа за него е тоа што има многу добар бърн механизам, со тоа што многу голем бърн има моментално и верувам дека во наредниот bull market дури и самиот токен по себе да нема никакви надграби, ќе има многу добар перформанс со оглед на фактот дека овој бърн не е доволно да зборуваме, подобро е да ви покажам, значи самиот бърн механизам моментално на BNB е огромен и сето тоа е практично fees, со тоа што како се тргува на самата платформа, така истиот и се гори. Значи на секој 7 дена имаме горење, значи 1236 изгорени во 7 дена, а до сега има 142.000 од овој токен изгорени, со тоа што овде на крајот можеме да видиме дека 42 милиони од вкупно 200 милиони се изгорени, што наскоро ќе стигнат до ситуација во која што 25% од овој токен кој што е capped, значи нема повеќе од 200 милиони, 202 гледам овдека. Значи 25% од овој токен веќе се изгорени, а истиот и понатаму ќе продолжи да ги гори овие токени со секоја трансакција на, гледате, значи секоја трансакција на Binance, гледате дека овдека буквално ви дава колку од тоа е изгорено моментално и на тој начин гледаме дека веќе скоро 25% од целосниот supply на BNB се изгорени, а тоа автоматски ја дига цената. Колку помалку имаме одредено добро, а вас ви е потребно за физ, толку повеќе ќе расте неговата цена, но како што кажав, ако треба да бирам кој би бил еден од оние токени кои што би оставил собственото портфолио кога станува збор за governance токени, навистина ја не гледам многу голем избор со оглед на фактот дека Binance е прво неголемата, второ јас лично го користам Binance постојано кога треба да купувам, така да би помогнало многу, а со оглед на фактот дека они имаат и на самиот Binance одреден, значи имаат она платформа во која што може да учествувате во ICOs, кој што ги организира Binance, каде што со BNB токенот фактички вие добивате токени од оние BNB коинот, добивате токени од оние кои што моментално се лансираат на нивната платформа за стартапс. Значи може да добиете буквално, сега не е бесплатни, вие значи ги стейкате вашите BNB од одреден временски период, а добивате токени од овие стартап компании. Сега, Solana моментално е втора по големина NFT екосистем. Значи, ова доаѓа после последните 30 дена, каде што имаме околу 560 милиони, значи, трансакции, извинете, тоа се трансакции во вредност од 50 до 60 милиони долари во продажба и купување на NFT само во последните 30 дена, со тоа што одма под неа е Immutable X, тоа е една од оние платформи кои што мене ми се допаѓаат, затоа што има многу интересна работа. Значи, ова е буквално Ethereum NFTs, кои што моментално може да ги тргувате на ова Immutable X, представува Layer 2 marketplace за NFTs, кој што фактички преку Immutable X нивниот токен, вие не мора да плаќате физ на Ethereum, затоа што знаете дека физ на Ethereum за NFT се катастрофално големи, така да вие фактички го користите ова како Layer 2 солуција, како што е слично на Polygon, каде што вие го прескокнувате делот со физ и со брзина, но ги поседувате овие NFTs на Layer 2 солуција, не директно на Ethereum. Сега, нема да разговараме за Immutable X, денеска разговараме за самиот Solana, кој што моментално е втор по големина екосистем за NFTs, со тоа што не може да се мери со Ethereum, кој што во последните 30 дена има, да речем, промет од 400 милиони долари, но како и да е, истиот е доста поголем од овие моментални кои што му се него, да речем, компетитори. Значи, првиот ни е Ethereum, вториот ни е Solana во оваа ситуација и потоа се Immutable X, Cardano, Polygon, Flow, значи тоа се екосистеми, односно сами по себе коини кои што поседуваат екосистеми на NFTs.
Така да ова е интересен потаток. Значи искрено за Sol со оглед на фактот дека имаме страшни недостатоци во нивниот софтвер кои што доводеа до постојани паѓање на овој екосистем, значи не е паѓање, туку се ствара оној bottleneck каде што имаме премногу трансакции кои што не можат да бидат процесирани, иако тоа беше направено поради напад со ботови, тоа не го менува фактот дека они немаат заштитна механизам кој што би ги заштитил од ваква ситуација и за сега се уште не успеа да го решат тој проблем затоа што се јавува постојано. Значи, како што кажеме, оваа година само 5-6 пати се случува тоа. Дополнително не забораваме дека голем дел од сол токените се поседувани директно од FTX, кои што моментално се во рацете на нивниот ликвидатор, односно тоа е новиот CEO, кој што е назначен да ликвидира компанијата и да ги врати овие средства во долари на сите оние кои што поднеле практично побарувања кон FTX, со тоа што во ситуацијата кога ќе дојде до одлука на судот дека треба сите овие средства да се ликвидираат и да се продаат по пазарна цена, ќе дојде ситуација во која што имате огромен број на сол токени кои што ќе влезат на пазарот, а колку повеќе од овие токени се враќаат на пазарот, толку имате автоматски и паѓање на цената на сол, така да тоа е една од главните причини поради кои што јас не би се зафатил со сол, посебно не во овој bull market, се додека не се разреши целата таа ситуација со FTX, да знаеме колку од тие токени ќе се вратат на пазарот и како истите ќе се вратат. Значи, ако некој од овие луѓе ги земат сол токените како наместо долари, тоа е сосема друга ситуација, но според стандардните процедури на еден закон, посебно да речеме ако веќе се водиме македонскиот закон, што не верувам дека ќе биде голема разлика со американскиот, со оглед на фактот дека крипто не е прифатено како соодветна валута, голема е веројатноста дека сите овие валути кои што моментално се наоѓаат во новчаниците кои што се фатени во FTX во моментот кога дошол ликвидаторот во оваа ситуација, ќе бидат продадени за долари по пазарна цена и потоа ќе бидат истите користени со цел да се одолжи на барем дел од инвеститорите самиот FTX. Така да имајте во тоа предвид, значи постојано го повторувам, поради тоа што може да се случи ситуација во која што целиот криптопазар оди нагоре, а најдеш имате дамп на сол поради ваква ситуација. Значи не можам да ви кажам што да правите, не заборавајте, секогаш го напоменам тоа и сакам да ви биде кристално јасно, секој од нас одлучува засебно за тоа што ќе прави со сопственото портфолио, но ова се ризици кои што сакам да ви ги дадам во предвид, а на крајот од денот вие сами треба да си прифатите дали сте спремни да го прифатите тој ризик или не, и нормално секогаш преиспитувајте ги овие работи кои што ви кажувам, затоа што, нели, на крајот од денот не може да ги знаеме сите работи, можеби постои некоја друга вистина која што јас не ја знам, затоа сме тука како заедница да најдеме кои се вистинските информации и да ги искористиме соодветно. Следно нешто интересно кое што го најдов е Uniswap, кој што моментално има договор преку провайдер кој што се вика, само да најдам како се викаше точно провайдерот, значи станува збор за MoonPay, кој што фактички ги поврзува во оваа ситуација децентрализираната менувачица Uniswap со банки и банкарски трансфери. Со тоа што моментално во голем дел од државите во светот ќе може да користите било каков тип на Visa, Mastercard, значи дебитна кредитна картичка, како и одредени земји ќе може да користат и банк трансфери за да можат да внесуваат пари во Uniswap. Значи се разбереме. Колку повеќе off and on ramp имате од традиционална финансија кон крипто, толку повеќе имате адаптација на крипто во светот. Значи тоа да ви биде јасно. На крајот од денот тоа е најбитниот момент кој што мораме да го прифатиме. Колку повеќе on and off ramps имате легални, со кои што може да внесете и да изнесете капитал од крипто во фиат и од фиат во крипто, толку поголема адаптација. Не можевме ни да помислиме на вакво нешто пред еден буран. А сега наеднаш големи банки, значи нема никаков проблем со тоа, да речем во оваа ситуација MoonPay да ги фасилизира фактички сите овие плаќања преку кредитни дебитни картички како и преку банкарски трансфери, со тоа што, значи ево овде е запишано повеќе од 160 држави ќе може да го користат ова како опција, со тоа што само банкарските трансфери, значи се ограничени на одредени држави, сега ќе ви кажам точно, а тоа се Америка, Бразил, сега ова е SEPA, значи Малта е дел од SEPA, а тоа се Single European Payments Areas, односно поголемиот дел од државите во Европската унија го имаат овој систем SEPA, кој што моментално, ако сте виделе и на Binance, може да го најдете исто, како и Обединетото кралство. Сега, сите овие вести кои што ги работиме, посебно фундаментална анализа, оние неколку, да речем 2 пати неделно кога имаме вести, значи не го гледате ова само краткорочно. Поентата на фундаменталната анализа е да ви покаже
каков е сентиментот моментално во однос на криптопазарот во светот. Се додека имаме големи медиуми кои кукаат за тоа како FTX направил ова, направил она, се додека имате луѓе кои што се легислатори практично, кои што се обидуваат легислатива да креираат за негативното крипто, за не знам перење на пари, гледате сето тоа се понзи шеми, бла бла бла. Во исто време мора да го гледате она што се случува под сите овие вести. Значи, секојаш ќе кажам тоа и ќе продолжам да го кажам додека го имам овој канал. Не гледате што ви изборуваат, гледате што прават. Ако они има проблем и очекуваат дека крипто е само перење на пари, дали кажете ми вие би се нафатиле овие држави да фасилизираат преку MoonPay, значи прво на MoonPay, која е оваа компанија која што моментално ги овозможува овие меѓу плаќања, веднаш би било забрането да работи, доколку истата се мисли дека е задолжена за некаков тип на перење пари или не знам криминални действија или слично. Посебно со оглед на фактот дека крипто се уште не е регулиран. Значи, ако овие големи играчи не сакаа, немаше да имаме вакви вести. Значи, јас понатаму ќе продолжам со вестите, само идејата ми е секогаш читајте ја пораката позади самата вест. Значи, веста е овде за да ви каже на краток план што се спрема и што се прави. Но главната работа во оваа ситуација треба да сватите е дека моментално традиционалните пазари, посебно овие големи играчи, банките, се обидуваат да влезат во крипто. Но они тоа не може да го направат со тоа што ги испадат на вестите, вас ќе ви кажам, ние официјално влегуваме во крипто, мора да го направат тоа вака. Значи, они прво не смеат да признаат дека биле грешка. А ова е начин на кој што они признаваат дека биле грешка, со тоа што они моментално постепено го легализираат целиот овој сектор. Така да, не гледајте што прават, не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Тоа е најбитниот дел кога станува збор за фундаментална анализа. Една интересна работа. Ако се сеќавате за Polygon, разговаравме дека истиот има неколку типови на second layer солуции кои што помагаат при scalability-то на Ethereum, со тоа што ја зголемуваат значи брзината на транзакцијата и ја намалуваат цената на транзакцијата. Тоа се основните работи кои што моментално ги прават, со тоа што основните два second layer солуции кои што моментално работат се sidechain-от и значи оној Matic sidechain, како и Polygon POS систем. Значи, sidechain-от е фактички плазма чейн кој што потекнува уште во почетокот на Matic, кој што бил измислен со оваа цел, а потоа и POS системот за кој што вчера разговаравме. Ако не сте го погледнате тоа видео, може да се вратите, вчера разговаравме подетално за тоа. Сега дополнително на сето тоа има уште неколку layer солуции кои што се во развој и кои што имаат за цел да помогнат за scalability на самиот Ethereum, како што се Optimistic Rollups или ZK Rollups и слично. Со тоа што моментално денеска ќе разговараме за ZK Rollup солуцијата на, значи не на месари, туку на самиот Polygon, но ова е само да ви покажам како прилика изгледа. Идејата на ZK Rollups, second layer солуцијата, е дека моментално групира трансакции кои што се случуваат на second layer. Значи, second layer во оваа ситуација кај ZK Rollups е уствари второстепен систем кој што работи паралелно со самиот Ethereum, кој што многу побрзо процесира и трансакции и нели сето тоа запишување на блокчейн и слично, со тоа што откако ќе создаде одреден беч, односно да речеме процесирал 50 трансакции од 50 различни учесници, на крајот истите тие ги сведува на една трансакција која што ја запишува на layer 1, односно на самиот Ethereum. Така да во оваа ситуација вие фактички наместо да имате 50 различни трансакции кои што ќе направат значи овој блокчейн да биде презаситен, значи вие имате една. Така да овие second layer солуции кои што моментално ZK Rollups ги представуваат правење беч, односно групирање на овие трансакции во една, а потоа само една таква со само еден фи се запишува на главниот чейн. Сега, идејата е во тоа што моментално Polygon, значи се уште ZK Rollups не се активни, ова е моментално значи поврзано со шардингот на Ethereum. Односно, делот каде што ќе дојдеме до шардинг на Ethereum е буквално ова. Second layer солуциите, каде што овие солуции ќе треба да го забрзаат самиот Polygon и работат на многу помали блокчейн, да речам леджери, кои што понатаму се запишуваат на main chainот кога ќе дојде до ваков тип на беч. Сега ова е нели oversimplification, значи имаме многу по да речам самиот механизам е многу посложен и сето тоа треба да го правиме во едно видео и да го објасниме. Но како и да е, ова е најосновниот начин на кој што можам да ја објаснам како прилика е идејата за
ZK rollups на Polygon, како и останатите, кои што се компатибилни со Ethereum Virtual Machine. Со тоа што моментално е спроведен вториот тест, значи моментално вториот тест се спроведува моментално вториот тест, со кој што треба да се направи целосно тестирање, нели, за потенцијални падови, за потенцијални негативни, позитивни особини кои што може да ги развие овој механизам пред истиот да биде пуштен во употреба. Значи тоа би било уште еден вин, значи уште една победа за самиот Polygon, затоа што моментално тие основни две солуции за скейлинг на Ethereum функционираат. Ова се само дополнителни други кои што се интегрираат со цел уште повеќе да се направи scalability на основниот Layer 1, односно Ethereum. Со тоа што се уште немаме датум кога ќе стапи, значи, официјалниот во сила и кога истиот ќе биде интегриран со Ethereum, моментално имаме, значи, ова е битната работа која што мораме да последиме, како ќе помине овој секундарен тест, со тоа што секундарниот тест ќе даде буквално и појаснување за тоа кога следно можеме да очекуваме да се случи интегрирање на овој ZK Rollup upgrade, како уште една Layer 2 солуција на самиот Ethereum, што ако биде успешен и ако биде, нели, реализиран, автоматски ќе помогне на цената на Polygon со оглед на фактот дека Polygon е основниот чейн кој што го фасилизира сето ова. Така да, значи, ова е, пак ќе кажам, уште една огромна победа за Polygon со оглед на фактот дека е главната Layer 2 солуција за целиот Ethereum екосистем. Сега, интересна работа околу Cardano, следно нешто што најдов е дека моментално JET, значи нивниот алгоритмичен стейблкоин, ќе биде пуштен во употреба во јануари и е доста очекуван, со тоа што морам да напоменам дека сум доста уплашен за оваа ситуација. Сега ќе ви кажам зошто. Значи, знаете и сами дека последниот алгоритмичен стейблкоин не беше нешто многу добар, со оглед на фактот дека беше Terra Luna и дека направи голем колапс, но повторно, да не забораваме дека самата технологија на Terra Luna не беше толку проблематично колку што беше проблематично нејзиното манипулирање од страна на основоположникот, како и да се викаше дечкото што избега у Србија. Како и да е, поентата е дека моментално Cardano се обидува да подобри. Досега нема ниту еден проект на алгоритмичен стейблкоин кој што успеал. Иако сите веруваат дека алгоритмичен стейблкоин е иднината на парите во светот, со оглед на фактот дека овие стейблкоини, иако се пегирани, значи се поврзани за вредноста на доларот, да бидат еден со еден. Значи секундарниот коин, како што е во оваа ситуација, како што беа Terra и Luna, овде ќе бидат JET и Shen токените, со кои што Shen токените треба да бидат резерва за JET токените, и истите треба да го стабилизираат JET токенот кога би го изгубил својот пек, односно ситуација да ја намали цената, фактички вие користите Shen токенот како колатерал, со превод да стабилизирате исто и кога истата би била зголемена. Значи практично правите купување и продавање на самиот JET токен со колатерализирање на Shen токенот со цел да ја стабилизирате цената на еден JET да биде постојано $1, со тоа што повторно ова е малку посложен механизам, но идејата е дека овој вториот губи и добива на вредност кога се обидува да ја стабилизира цената на JET, а JET никогаш не мрда од $1. Сега, тоа е основата како се до тоа би требало да функционира, но со неговото лансирање ние ќе направиме и соодветно видео со оглед на фактот дека кога Ада вели дека одреден проект стои позади него, а знаеме Ада колку вложува во проектите, посебно кога самата Ада, односно самата Cardano фондација и незиниот екосистем се позади сето ова, може да замислите колку, значи, време и колку работа е внесено со оглед на фактот дека сите оние кои што финансираат влада знаат дека Ада ништо досега не објавила кое што не е 15.000 пати проверено од нивните тимови, од светски експерти, од сите можни светци на светов, така. Со тоа што моментално се уште е у тест фаза и според нив ова е каде може да го погледнете, значи тоа е тестнето jet.xyz. Сега, значи велат дека моментално се касни толку многу поради фактот дека истиот JET проект прво го интегрирале да биде целосно синхронизиран со новиот хардфорк, односно Vassal хардфоркот на Cardano, и поради оваа причина, значи, е закасано толку затоа што JET требаше уште одамна да биде значи пуштен во употреба, но повторно пак ќе кажам, посебно кога станува збор за Cardano. Че јас имам голем дел од моето портфолио во Cardano и ќе кажам уште еднаш.
и да каснат, колку и да каснат, мене воопште не ми е проблем, се додека знам дека детално работа на тоа да нема пропусти во значи она што го изнесуваат во јавност, она што го интегрираат во својот екосистем и поради оваа причина не ми е проблем колку каснат, проблем ми е да испадне нешто што е, не знам, со одветни мани, кое што ќе може да биде свртено против нас. Односно на тој начин ќе има многу луѓе кои што ќе изгубат многу пари. Значи буквално она многу добро го кажуваат овде дека вели, значи вика нема да ми биде проблем да не им се допаѓа проектот. Вика ако не им се допаѓа проектот, уред, нема да го купат. Ќе ми биде проблем вика да не е сигурен проектот во кој што веќе не е до нив, односно не е дали вие ќе купите или не. Вие ќе го купите, но ќе изгубите парите поради тоа што некој ќе направи хак или нешто слично. Така да поради оваа причина мене ако ме прашувате, бавноста на Cardano воопште не ме загрижува. Сите оние кои што се скептични за Cardano, тоа е ваш проблем. Јас генерално мислам дека идејата на Cardano, прво да не забораваме, значи ова е единствениот коин и екосистем кој што се базира да не ја промовира својата технологија само во мурика и овие западњациве, туку самите кажуваат дека се фокусираат на целиот остаток од светот, освен мурика и останативе, со тоа што нормално не е забранено да го продаваат таму, но идејата е да се направи, значи да се фокусира развојот на овој систем, на овој блокчейн и овој екосистем надвор од западњаците, со тоа што му се дава соодветна слобода. Ќе кажам уште еднаш, слобода му се дава. Значи сите оние фактори кои што играат во останатите криптовалути не играат во Cardano. Cardано, иако нели целиот пазар падна, ниту во еден момент не беше афектиран од FTX. Ниту пак имало некоја голема сума на Cardano заглавени во FTX. Ништо. Зошто? Затоа што не е интересен за западњаците. Cardano се фокусира на источните и јужните пазари кои би се базирале од кај нас, односно Азија и Африка. И мене тоа многу ми се допаѓа и ќе биде секогаш дел од моето портфолио се додека работат вака. Со тоа што моментално од Гогун влеговме во башо ерата, што е битно да се спомне, затоа што тоа е скейлинг ерата, која што јас на вистина сум, да речам, доста ентузијастички настроен околу овој дел. Значи, они моментално ги спремаат овие работи да биеме реални. Оно што постојано го кажуваме. Гледате дека сите овие проекти ги чуваат најдобрите работи, најдобрите апдети, најдобрите партнерства да бидат објавени кога конечно ќе се утврди биткоин дното и кога ќе влезе во следниот бул маркет. Зошто? За истите да добијат највеќе, затоа што пак ќе кажам. Ова сум го повторил многу пати, ќе го повторам повторно. Значи, секој од овие тимови има и соодветен менаџерски, финансиски и маркетинг тим, кој што им кажува кога е најдобро да се, значи, не е само да го направите ова како технологија и да го пуштите таму надвор. Мора да го пуштите на соодветен начин за да биде прифатен од јавноста. Мора да го прикажете на јавноста преку соодветен маркетиншки, да речем, стил, кој што ќе го долови тоа што е добро, да речем, во оваа технологија. Значи, за жал, тоа многу проектите го немаат и затоа не успеваат. Во оваа ситуација, значи има одредени огромни тимови кои што работат на тоа кога да бидат ослободени овие информации, кога е најполно време во пазарот, затоа што пазарот сам по себе не се фокусира на квалитет, туку се фокусира на циклуси, се фокусира на вести, се фокусира на тоа каква е моменталната клима во економијата. Така да поради ова, верувам дека најдобрите скейлинг солуции кои што моментално ги развива самиот Cardano, начело со Hydra, потоа Mithril, ќе бидат официализирани и пуштени во употреба негде во текот на 2023 година, откако ќе успееме да го оформиме ова дно, што, верувате ми, Hydra ќе го револуционира целиот криптосектор и јас одвај чекам да го видам тоа, значи ако успеат тоа да го реализираат, јас лично им симнувам капа и верувам дека ако така продолжат, Cardano ќе биде еден од оние коини кои што на вистина никогаш нема да ги продадат, се додека не се до, не знам, некој колапс во светот. Но на крајот од денот ќе кажам уште еднаш, Hydra солуцијата. Значи ако не сте погледнале, погледнете го нашето видео за Cardano. Тоа е во она плейлиста каде што разговараме за тоа кои коини ги имаме и зошто. Значи таа плейлиста се нарекува подкасти и работа на тимот, каде што едно од овие видеа е буквално во детали објаснуваме што е Cardano и зошто сме толку позитивно настроени кон него и што очекуваме од истиот во иднина, со тоа што моментално башо ерата пред Волтер е уствари ера во која што ќе добиеме скейлинг. Значи моментално ги добија смарт контрактите, добија екосистем кој што моментално е најразвиениот екосистем или екосистем кој што најбрзо се развива во овој период на дно на bear маркетот, со тоа што скейлинг солуцијата уште толку ќе помогне за развивање на овој систем, а да не забораваме дека Cardano после биткоин, ако не
исто колку биткоин е најдецентрализираниот блокчейн на светот, што уште е една многу битна работа и веќе, значи не само башо, значи они веќе превземаат работи дури и за последниот дел, каде што во Волтер целосниот governance, односно целосното одлучување во овој екосистем ќе биде најдемократски поделено помеѓу оние кои што поседуваат Cardano и помеѓу половите. Значи ако мене ме прашувате, замислите IOHK нема никаков удел во сето ова кога ќе дојдеме до governance. Значи кога ќе дојдеме до Волтер, целиот удел кој што го има IOHK како основоположник на Cardano и Cardano фондацијата и сите оние големи апаратуси кои што моментално постојат во Cardano екосистемот, ќе предадат својата комплетна моќ на иако нема многу моментално и она што кој има малку ќе биде предадено на самиот Cardano екосистем, на самите оние кои што ги поседуваат Cardano коините. Така да повторно ви кажам, сега значи ова е малку пристрасно со оглед на фактот дека јас на вистина сум фасциниран од тоа како се развива моментално Cardano екосистемот, кој што воопште не е привлечен за западњаците, посебно за овие корпорации, затоа што е целосно децентрализиран. А од друга страна имате една толку голема заедница која што не и паѓа на памет да ги даде своите Cardano токени на никого. Па сега вие видите како овие големи корпорации би го прифатиле. Нема да го прифатат со оглед на фактот дека не може да контролираат, не може да го купат. Најдецентрализиран на светот, така. Поради ова мене многу ми се допаѓа. Следно за кое што ќе разговараме е Ripple. Сега. Значи, овде ќе имам неколку вести за Ripple, кои што ќе се обидам што можам побрзо да ги елиминирам, со оглед на фактот дека има многу луѓе кои што не им се допаѓа Ripple, но факт е дека моментално е, да речем, или джа или бу. Или ќе добие или ќе изгуби во однос на пресудата која што се чека со Комисијата за хартија од вредност во Америка. Сите го знаете. Тоа е нешто што верувам дека целата криптосфера и целиот свет го знае, но она што е битно во оваа ситуација што сакам да го толувам е дека на луѓето кои што купуваат Ripple не им е битно. Значи воопште не гледаат како ќе биде исходот од оваа пресуда, што јас постојано ви кажувам. Ripple одамна се пресели од Америка. Што и да се случи таму моментално е само ствар на ука-бука што ќе помине за една недела и тоа е тоа, ќе се заборави. Значи прост пример. До овој момент имаме најголем пробив на all time high на бројот на новчаници кои што поседуваат помеѓу 10 и 100 милиона Ripple, како и големината на овој supply, односно прилика 7,2% од целосниот supply е држан од овие китови. И тоа гледајте. Значи можете да видите дека ова се случува во крајот на оваа година. Значи гледајте, од октомври па до сега имаме огромен одлив на овие на Ripple коините на овие wallet-и. Значи ниту блиску до сега немало ништо такво колку што моментално се случува. Зошто, кажете ми вие, да имало толку голем одлив на Ripple токени во овие, значи wallet-и, односно зошто би се појавиле овие китови кои што толку многу брзо и толку многу акумулираат Ripple, ако има нешто што да речем ние не го знаеме. Значи ова е една од оние причини што постојано ви кажувам. Ова е тоа што ви го велам. Гледајте што прават, не гледајте што ви кажуваат. Значи оставете ги вестите. Гледајте што се случува моментално. Значи прво имаме китови кои што масовно абсорбираат колку што може повеќе Ripple. Така. Второ, значи моментално самата SEC, односно Комисијата за хартија од вредност, буквално битка води со судот да не ги обелодени оние мејлови од Hinman. Значи обелодување на мејловите од Hinman ќе покаже дека самата Комисија за хартија од вредност во Америка е ѓубре. Значи буквално корумпирано ѓубре кое што е водено од банките и кое што ќе направи се со цел не само крипто секторот, туку и гледате самите нивни, значи Hinman е претходен претседател на Комисијата за хартија од вредност, кој што земал мито со цел да го промовира Ethereum наспроти Ripple и да каже дека Ethereum е легален, практично со тоа што вели дека не е хартија од вредност, така. Со тоа што моментално, значи доаѓа до ситуација во која што SEC се заканува на судот дека доколку истиот ги обелодени овие информации, затоа што моментално останува на судијата да одлучи дали овие мејлови ќе бидат дадени во јавност. За жал, не е на Ripple, но останува на судијата да одлучи покрај сите други работи дека ќе ги обелодени. Зошто би се борела оваа Комисија за хартија од вредност толку многу, ако тие мејлови не се толку компрометирачки по нивната работа и покажа дека SEC нема никаква врска со право, туку тоа е само една мафија која што е даден костим и значка државна да прави што сака. Што моментално го гледаме.
значи SEC е она која што се обидува без право да изиграва правник, да изиграва полицаец. Значи вие немате регулатива во Америка и они се обидуваат со нивната регулатива од 1945 година да регулираат се. Уште па на крајот сето тоа па и побараа да бидат назначени за полицајци на криптосекторот. Значи они бараа да им биде доделено дека целиот криптосектор ќе биде под нивна капа и дека они ќе може да одлучуваат што понатаму. Значи каква глупост. Како и да е. Значи SEC е главната пречка која што моментално не ја дозволува на Мурика да влезе во следниот чекор на адаптација на крипто, а во овој случај со Ripple може тоа да го донесе во сосема спротивна насока, посебно со оглед на фактот дека ако се обелоденат овие документи, значи сите понатаму крипто, значи сите крипто проекти кои што ќе бидат тужени од SEC ќе користат овие документи против SEC и SEC нема да може да направи ништо поради тоа што ова е многу јако оружје во рацете на целиот крипто сектор. Така да, она што постојано го кажувам, Ripple не се бори само за себе си овдека, Ripple се бори за целата криптосфера и она што го видовте оние amicus curiae кои што беа дадени за Ripple од страна на најголемите играчи, вклучувајќи и Coinbase, вклучувајќи и многу други за кои што разговаравме, се дадени со причина, затоа што негативна одлука за Ripple ќе биде негативна одлука за целиот криптопазар во Америка и обратно. Така да, моментално нема да биде толку уплашена Комисијата за хартија од вредност овие мејлови ако нема што да лаже или да покаже. Така, интересна работа што мора да напоменем исто така е дека ова е уствари Мет Хамилтон е претходен, да речем, висок функционер во Ripple, кој што моментално кажува дека и покрај тоа што има многу надграби на самиот XRP, значи XRP не представува Layer 1 солуција, односно XRP не е смарт контракт, туку самиот по себе сега моментално развива смарт контракти кои што ќе бидат додадени на она што веќе е постоечко. Односно Ripple е првата технологија која што успеа да создаде NFTs, non-fungible tokens, без да биде смарт контракт платформа и нели DEX и multisig и слично. Како и да е, идејата е дека моментално се развива и тоа како уште една надграба на Ripple технологијата, дека следната надграба ќе биде да се додадат смарт контракти кои што се очекува да бидат во 2023 година, со тоа што тоа не само што ќе додаде функционалност на Ripple како крипто проект, како блокчейн леџер, туку и ќе додаде нормално и на самата цена со оглед на фактот дека е зголема функционалноста на овие токени кои што ги имаме. Следно, моментално Бразил, значи оние кои што се сеќаваат на Ripple уште од почеток. Главен партнер на Ripple од секогаш бил MoneyGram, кој што го користеше Ripple како ODL, односно On-Demand Liquidity солуција со цел да прави меѓугранични трансфери на пари, односно MoneyGram е уствари лицето кое што вие доаѓате и барате трансфер, а Ripple е механизмот по кој што се праќа овој трансфер, да речеме, од едната на другата страна на светот. Со тоа што моментално, ако се сеќавате во 2021 година, јас се тоа сум го следел, значи MoneyGram не се откажа, туку во договор со Ripple го промени Ripple за Stellar, кој што е практично технологија на Ripple, и како таков фактички самиот Stellar е моментално замена за Ripple. Но моментално со тоа што моментално имаме своевиден пресврт, значи самиот MoneyGram не сакаше да имаш никаква работа со Ripple поради тоа дека може да го афектира доколку Ripple изгуби во овој случај. Моментално, значи во Бразил Ripple направил партнерство не директно со MoneyGram, но MoneyGram преку своевидна компанија која што се нарекува Frente Corretora е уствари ODL компанија која што му дава на MoneyGram за целиот Бразил ODL солуција, односно On-Demand Liquidity, кој што уствари е индиректно само еден од клиентите на Ripple кој што користи XRP токенот за овој ODL Liquidity. Така да, неформално MoneyGram и Ripple повторно се во соработка, со тоа што моментално MoneyGram повторно и користи на Ripple фактички овие компании кои што се за ODL во Бразил, со цел да даде ODL liquidity на сите оние трансакции кои што ги излегуваат и ќе влегуваат во Бразил. Така да тоа е уште една добра вест, значи гледате дека полека не само старите партнерства, туку се создаваат и нови. Еве на пример во Дубај, односно и во Обединетите Арапски Емирати, моментално оваа компанија која што се нарекува Ketura Reserve е уствари не е компанија колку што е, да речем, ова е, препоставам овдека, некој голем блок кој што според самата вест е 3 билиона, вредност од 3 билиона долари во Обединетите Арапски Емирати,
значи каде што може да платите, да речем, стан со Ripple. Значи фактички во оваа ситуација ова компанија за недвижност дозволува да користите Ripple како коин со кој што ќе може да платите за недвижност. Значи, нормално, тоа е уште само една адаптација, тоа е најмала адаптација, значи за купување, поентата на Ripple е ODL, не купување, но како и да е. Поентата ми е, нема да бидат толку нови и толку добри вести, ова е само сега што ги нав, последните неколку дена. Доколку Ripple самиот по себе нема многу поголем потенцијал од оваа никаква тужба која што моментално се влечка 2 години. Така да, уште еднаш, овие кои да се, што внеле толку многу, значи зборуваме 1617 засебни волети кои што купиле помеѓу 10 и 100 милиони Ripple, што представуваат 7,2% од вкупниот supply. Значи, ова е доста децентрализирано, значи не е еден волет што купил тоа, но ваква голема сума која што е купена моментално во Ripple е купена со причина. Значи има нешто што ние не го знаеме. Така да ќе напоменам, сите овие работи кои што моментално ги гледаме, како што се ODL клиентите во Англија, во Шведска, во Холандија, оние кои што ги најавувавме во претходните вести, значи сето тоа е партнерства кои се случуваат во време на судски процес на Ripple. Сите тие луѓе сигурно го знаат тоа. Значи они направиле соодветни истражувања и сватиле дека исходот на тој случај на крајот од денот нема да направи ништо за иднината на Ripple. Повторно, не е финансиски совет, но тоа е како јас гледам на самиот Ripple. И моментално, не знам дали се сеќавате, но јас добив соло токени кога го поради снапшот, значи airdrop на Ripple. Моментално даваат core токени, ова требаше да биде уште многу одамна, но гледам дека конечно сега го официализираат. Со тоа што сите оние кои што имаат Ripple соло и core токени ќе добијат, значи снапшотот е на 24 март. Може да погледнете, значи само буквално напишете Coreum и ќе ви даде за овој airdrop или пак користите оваа страна која што јас ја користам, airdrops.io, каде што може да ги најдете сите airdroпови за се што моментално е на криптопазарот. Значи ова е исклучиво страна за airdrops, со тоа што овдека ви кажува кој токен треба да го имате, за кој токен да го добиете, може да направите аларми, значи е доста добра страна што јас ја користам, кој што ви помага со цел да не промашите airdroпови, да речем за коините и токените кои што ги имате, затоа што најчесто се случува да имате одреден токен, а да не ни знаете дека ќе има airdrop за истиот од некој друг токен кој што моментално се развива. Така и во оваа ситуација, например, многу луѓето кои што имаат Ripple, а не знаеле за тоа, да речем го чувале на Binance и наеднаш гледаат во своето портфолио соло токени, кои што се уствари во однос на тоа, сега нели треба да ги видиме деталите за ова понатаму, но сега за сега ви кажам, значи или најдете го на airdrops.io или ова е линкот, може, значи sologenic.medium.com е уствари самата страна нивна каде што може да го најдете и да видите деталите за тоа, значи како ќе биде спроведен и кои се моментално провайдерите кои што ќе ги поделат овие токени. Најчесто тоа се или hard wallet-и или пак менувачници кои што прават снапшот на овие три коини и токени со цел да ви дадат airdrop во Core. Следно за кое што ќе поразговараме е Paxos. Ако се сеќавате, ние кога разговаравме за заштита на вашиот капитал и hedge against inflation, разговаравме за Bitcoin и за PaxG, што уствари представува на Paxos, кој што е провайдерот на BUSD, значи Paxos е компанијата која што стои позади BUSD, во исто време стои позади PaxG, кој што представува токен кој што е поврзан со цената на златото. Значи имаме PEG токен кој што за разлика од стейблкоините, и ова е така речено стейблкоин кој што е поврзан директно со цената на златото и варира според цената на златото, со тоа што Paxos како компанија моментално ги чува толку злато колку што моментално има издадено токен. Така да имајте го тоа предвид, значи не е само пект во злато, туку и Paxos моментално чува сурови на злато во иста толку голема количина колку што има пуштено токени во промет. И моментално она што е битно да го кажеме е, ако се сеќавате, FTX после самиот пат имаше голем хак во кој што испадна околу 400 милиони долари, значи успеа да бидат извадени од сметките на FTX, со тоа што во овие 400 милиони долари, значи сите PaxG токени 20 милиони долари, затоа што Paxos како компанија била доста спретна и во моментот кога се случува ситуацијата со падот на FTX и овој хак, во истиот тој момент ги замрзнува своите токени, затоа што нели Paxos самиот по себе повторно има значи контрола на тоа да може да ги замрзне оние токени кои што се противправно одземени, како во оваа ситуација,
со тоа што токените во вредност од 20 милиони кои што биле на сметката на фактички на волетот на хакерот. Значи многу интересно како го направиле тоа. Значи истите се замрзнати, за истиот да не може да ги повлече и значи не може да ги повлече нормално. Тоа веќе ќе го побие оној факт дека Paxos може директно да ви повлече ствари од вашето портфолио. Но се замрзнати и се пратени на null Ethereum адреса, значи фактички пратени на непостоечка адреса, со тоа се поништени. Значи знаете и сами дека во блокчейн технологијата, доколку нешто пратите на погрешна адреса, тоа е тоа. Нема враќање, завршена работа, збогувате се со тие средства. И во оваа ситуација тоа што го направиле се буквално пратени во непостоечка адреса, со тоа што истите изминтуваат иста толку токени колку што ги поништиле и на тој начин фактички си ги вратиле сите токени кои што биле фатени од самиот хакер, со тоа што верувам дека овие токени сега ќе бидат вратени на некои од оние кои што се инвеститори во FTX потенцијално, но е многу креативен начин како успеа да го направат тоа. Сега, во овие три вести, значи знаете и сами дека на секој крај од нашите вести се обидувам да вклучам вести од светот, како што можеме да видиме дека моментално имаме адаптација на крипто. Значи гледате дека во секој вести досега постојано има нови вести од традиционалните пазари каде што имаме адаптација на крипто. Еден од најголемите досега што ги видел е ова, а тоа е дека Visa моментално преговара со тимот на Ethereum за тоа како може да се создаде, иако ова се уште не е направено, но кога ваков тип на големи компании ќе седнат да разговараат за потенцијална соработка, може да очекувате резултати. Со тоа што идејата за соработка е да се направи соодветен wallet кој што ќе биде толку, значи самиот wallet ќе биде своевиден смарт контракт. Значи идејата е дека ќе се дизајнира нов тип на wallet кој што самиот по себе ќе биде смарт контракт и кој што ќе дозволува да правите неподпишани трансакции во одреден временски период и да речем на партнери кои што вие сте ги кои што сте им направиле whitelist, односно кои што сте ги покажале дека се доверливи. Значи идејата е дека на пример може од вашиот wallet за Ethereum да плаќате да речем сметка за струја секој месец, значи оние последователни едномесечни плаќања да бидат правени постојано без вие да мора да подпишувате. Со тоа што и самите Visa и Ethereum кажуваат дека ваков тип на новчаник ќе биде доста тешко да се конструира од инженерски аспект, со тоа што самиот, како што рековме, треба да биде смарт контракт сам по себе, односно да може да ги препознава кои од овие трансакции треба да ги ауторизира во ваше име во однос на тоа како вие ќе го сетирате. Како и да е, значи ова е само почеток на оваа соработка, каде што моментално гледаме дека самата Visa се обидува да навлезе во крипто секторот се повеќе и повеќе, со тоа што да не заборавиме, многу битна работа е вели вака. Visa looks to fully maximize blockchain technology. Зошто е тоа така? Значи Visa е payment provider. Они моментално прават услуга со која што ги поврзуваат секојдневните, да речем, продавници, ритейл сектор со банкарските услуги и со вас како физичко или правно лице. Со тоа што самите се свесни дека моментално не може да се надпреваруваат со блокчейн технологијата која што, значи, буквално прашање на време е кога не ќе ги престаза, ќе ги прегази. Значи, моментално трансакциите кои што може да ги спроведе Visa и Mastercard како два најголеми провайдери, со тоа што овие два најголеми провайдери на наплата може да процесираат само 60.000 трансакции во секунд. Моменталните солуции кои што се развиваат во крипто сектор, значи шардингот на Ethereum, кој што ќе може да прави милиони трансакции во секунд со неговите layer 2 солуции. Исто како и Hydra, значи самата Hydra солуција која што моментално се развива на Cardano секторот, кој што може да прави околу 2 до 3 милиони трансакции во секунд. Значи тоа се солуции кои што е само прашање на време кога ќе бидат успешно направени, а веќе имаме таков тип на иако е, еве Solana ќе го земам, иако е тестнет, значи истиот на вистина може да достигне 60 трансакции, иако се уште е нестабилен затоа што станува збор за бета верзија. Но на крајот од денот се свесни дека ако не ја утилизираат оваа блокчейн технологија, истите ќе западнат наназад. Значи вие работите со технологија на банките која што е застарена 70 години. Не е застарена, значи е комплетно веќе непотребна, значи не е застарена. Така да и Visa и Mastercard се свесни дека мора да се интегрираат. Не само Visa и Mastercard, овдека и PayPal, кој што моментално соработува со многу од криптопроектите. Значи, гледате, постојано има вести со кои што овие големи провайдери, овие големи имења
се обидуваат да се интегрираат во блокчейн секторот затоа што или ќе се интегрираат или ќе престанат да постојат. Значи ако дојде, значи е прост пример. Земете го Nokia. Значи Nokia развиваше едни од најдобрите модели на телефони, сите оние кои се моја генерација многу добро знаат што зборувам. Тоа е ситуација во која што имате преовладување на телефони кои што имаат Android и нели на Apple, како и да се викаше нивнов небитен, не е битно. Значи, самите во Nokia се обидуваат да направат, да иновираат и склучуваат договор со Microsoft, каде што фактички Microsoft прави софтвер кој што ќе биде сосема поинаков за разлика од Android и повторно не се сеќавам како се викаше другиот. И што се случува? Значи, буквално само заради тоа што не го оправиле правилниот начин на технологија, престануваат да постојат. Значи, луѓето не ги купуваат нивните телефони, не им се допаја софтверот, не им се допаја системот и тоа е тоа. И да не забораваме дека беа купени од Microsoft, но ајде го забораваме тој факт. Но на крајот од денот, она што ви кажуваме е дека доколку вашата компанија, без разлика колку е добра, не е во тек со технологијата, прашање на време кога ќе престане да постои. Истата е во ситуација и во Visa и Mastercard, доколку истите не се интегрираат со новата технологија која што доаѓа, а сите ни е јасно дека тоа е блокчейн технологијата, ќе престанат да постојат. Многу битна работа, нешто што моментално се случи е она што Сенатот во Бразил го одобри, а председателот Болсонеро пред неговото напуштање на председателското место го подпише. Тоа е моменталниот закон со кој што се дава на биткоин и останатите криптовалути да бидат платежни средства во... Значи, повторно, не е прецизно кажано дека се legal tender, како што е да речем биткоин во Ел Салвадор или во Централната Афричка република, но е дозволено да се прават плаќања во криптовалути. Што е буквално еден чекор пред целосна адаптација и целосно прифаќање на криптовалутите. Така да ова моментално што го гледаме е буквално легислатива со која што се дава легитимитет и регулациона рамка со која што се примаат криптовалутите во Бразил, а знаеме дека Бразил е една од топ 10 земји по број на население, што значи дека ќе имате масовно едуцирање на огромен број на луѓе во светот кои што ќе се запознаат со крипто и ќе почнат да го користат. Така да гледат, значи ова се монументални одлуки. Значи ова се одлуки кои што ќе го променат целиот финансиски сектор, само финансискиот на почеток, а потоа и целата технологија во светот, со оглед на фактот дека блокчейн е следниот чекор. Така да, значи гледате колку е голем Бразил, значи сеќавате што ви кажам. Постојано повторувам истото и се гледа дека моментално почнува да се случува. Значи колку еден само голем играч е потребен да го прифати крипто, ама да го прифати, не зборуваме само да гледа на другата страна додека луѓето користат крипто. Зборуваме регулативно и финансиски да го прифати како дел од функционалниот дел на државата. Ќе имате масовна адаптација на целиот свет, затоа што, како што кажавме и претходно, не може да си дозволите една држава да биде напред со технологијата пред вас, кога вие сте една од топ државите во светот или топ економиите во светот, така да немате друг избор освен и вие да ја утилизирате, односно да ја прифатите оваа технологија или да заостанете без разлика дали станува збор за компанија или држава, верувате ми исто е. И следно, ова е анкета во Русија која што моментално покажува дека сега интересно што е, зошто го земав ова. Вели вака, 8 од 10 руси веруваат дека биткоин е веродостојната валута во светот. Со тоа што, значи, ворете, може било кој да го направи ова. Но што е интересно од целата ситуација? Што ова е интересна анкета, ворете прашале околу 1500 луѓе во Русија над 18 години кои што имаат своји мислења, сите се про крипто, со тоа што нели, некои повеќе веруваат на биткоин, нешто помалку веруваат да речем на стейблкоин и на етериум, како и да е. Идејата е значи дека ова е моментално организирано, само да најдам точно каде. Руската крипто менувачица Bitbanker и некој си ресерчер купли, значи ова е некоја компанија, купли Surveys. Значи, ако се сеќавате моментално, Русија се припрема да направи значи, државна крипто менувачица. Така. И наједнаш вие имате ваков тип на survey во Русија која што испаѓа комплетно про крипто. Значи, знаете и сами, они не можат директно само да го сменат своето мислење и да кажат, знаете што, до вчера рековме дека ова е лошо, денеска е добро. Ова е, како да кажам, перење на газот, едноставно, дека покажуваат на луѓето, гледате, значи на луѓето им доаѓа веќе веруваат во ова,
Значи, тоа е како уствари они се обидуваат да го обелат својот образ, поради тоа што знаете и сами дека не само Русија, туку сите држави во светот прво го игнорира, за да пробаат да го забранат, за сега да пробаат да најдат начин како да заобиколат, за да може да го прифатат, ама да направат најголем профит за себе си од него. Така да во оваа ситуација јас верувам дека ова е ништо друго освен начин на кој што сега ќе се исперат и да кажат, знаете што, па еве народот го сака ова, па ќе мораме да го направиме. А знаеме дека крајната цел моментално на Русија со ова е да ги заобиколи санкциите кои што моментално се наметнати на неа од сите западни, не од целиот свет, оно што се обидува да го кажат, тоа е лага. Значи кога ќе ви кажат целиот свет, посебно тие дома идиотите у влада, не е целиот свет, туку е само западната хемисфера, заедно со Австралија и Јапонија. Значи, кога ќе кажат, тоа е толку жално за оваа западна мизерија од држави, кога ќе кажат дека целиот свет е позади, не. Они целиот свет го рачунаат Европската унија, сега моментално со Обединетото кралство, Америка, Канада, Јапонија и Австралија. За нив представува тоа цел свет. Другите не се битни. Значи, моментално имате 90% од светот кои што не стојат позади овие санкции, но за жал не се дел од нивниот цел свет. Така да, оно што сакам да ви го напоменам во оваа ситуација е дека не е целиот свет, но за жал најголемите економии во светот да стојат позади овие санкции и моментално тоа и пречи на Русија да ја развија својата економија и да развија својата трговија. Така да, мора да најде начин, а крипто и блокчейн е буквално тоа што ни е потребно, затоа што џабе ви е вас моментална блокада на SWIFT, исклучување од SWIFT, не знам, Интернационалната банка за сетълмент на централни банки ќе ве исклучи, ќе ве намали, џабе ви е се. Вас ви е потребен само интернет. Ако имате партнер на другата страна, прост пример, ако Индија сака да купи од вас газ, а вие сте исклучени од SWIFT мрежата или од оваа Интернационална централна банка, значи вие едноставно може да се договорите со владата на Индија дека ќе им пратите криптовалути на одредена адреса P2P, peer-to-peer, а они вас ќе ви пратат што сте ветили. Така, значи Индија ќе ви плати вас со Ethereum, а вие ќе ги пратите на Индија, не знам, 12 танкери со нафта. Много едноставно, не постои авторитет на сето што може да го запре тоа. Така да на крајот од денот прашање на време кога некој од овие држави ќе се дрзне да го прифати, да го заобиколи целиот овој банкарски сектор и банкарите да останат со зината уста, затоа што не постои ништо што може да направат за да го спречат ниту блокчейн како технологија, ниту пак неговата адаптација. Прашање на време, гледаме дека моментално сите овие фраери што се обидуваат да го спречат, моментално се обидуваат да го прифатат. Така да, како и секој од нашите видеа ќе напоменем уште еднаш. Може би сме грешка, но ние како тим сме убедени дека подобро да бидеме грешка, отколку да ја промашиме ова. Значи, ако знаете и сами за целата оваа ситуација моментално, финансискиот сектор во светот направил неколку степени на еволуција и сите тие се на неколку илјадници години. Од иновацијата на коини до покривањето на парични средства, до покривањето на овие парични средства со скапоцен материјал злато и натаму и натаму. Со тоа што ваквите големи скалила на еволуција на финансискиот систем се случуваат многу ретко. А кога ќе се случат, оние кои што се свесни и кои што ќе го видат ова скалило и се свесни дека моментално се случува, се наоѓаат на правилната страна од профитот кој што ќе се оствари, доколку се наоѓате на онаа правилна страна од промената на финансискиот сектор на следниот степен. Така да ќе напоменем уште еднаш. Имајте од тоа предвид дека многу поголем ризик ви е да го промашите профитот од потенцијалното еволуирање на финансискиот сектор во следниот блокчейн сектор, од обратното кое што представува да изгубите некоја мала сума на пари која што на долг рок во животот нема да ви свени ништо, затоа со оглед на фактор дека не треба да инвестирате повеќе од она што сте спремни да изгубите. Тоа се основните правила во крипто. Значи идејата е немој да инвестирате сопствената кирија или парите за лев кои што ги имате, туку инвестирате она што сте спремни да го изгубите. А ова што сте спремни да го изгубите може да ви донесе многу повеќе профит од било што моментално во светот, со оглед на фактот дека знаеме дека во последните 10 години ништо не било попрофитабилно од биткоин, ниту блиску до попрофитабилно од биткоин, како и целиот крипто сектор. Така да имајте го тоа во предвид. Ќе напоменем уште еднаш, ова не е финансиски совет, но на крајот од денот останува на вас да одлучите дали сте задоволни со вашиот финансиски систем во кој што вашите фиат, односно да речем денарите дома ги скапува инфлација, без разлика дали чувате евра, долари или денари, тоа нема никаква врска, нема разлика. На крајот од денот инфлација ги јаде сите моментални платежни средства во светот, или пак сакате нешто ново кое што може да ви даде многу по-добра шанса и за заработка, како и за зачување на вашиот капитал.
Останува на вас, ние сме овде да ве информираме, на ваше е да одлучите што ќе правите со вашиот капитал понатаму. Така да ви благодарам како и секогаш за тоа што следите нашиот канал. Ќе напоменам уште еднаш, како што кажавме, значи во недела ќе снимаме новиот подкаст. Гласите на нашите два пола, едниот на Криптовалути Македонија за тоа што сакате да слушате на подкастот, а другиот на нашиот канал со цел да видиме како да ги подредиме овие следни 3 видеа за тоа што би сакале да гледате прво. И на крајот, како и секогаш, единствено што би ве замолил е да доколку ви се допаѓа оваа содржина која што моментално ја работиме, слободно споделете со луѓе кои што сакаат да научат нешто повеќе за крипто секторот. Македонија моментално има свој крипто канал и нашата работа моментално, иако бесплатна, главна цел е да помогнеме во едукација на македонската нација, без разлика дали во Македонија или пошироко, во однос на тоа што моментално доаѓа во светот, а тоа е блокчейн технологијата. Така да ви благодарам уште еднаш како и секогаш. Се гледаме во следното видео. Имајте добар ден и поздрав од CryptoGaming.